Министерот за внатрешни Тошковски изјави дека досега се приведени 13 лица, а ќе има уште апсења во врска со Окочанската трагедија. Според него, осомничените се 23 лица, од кои 11 се во краткотраен притвор од 48 часа. Тошковски рече дека истрагата утврдила отиноќниот клуб Пулс немал сертификат за употреба на пиротехнички средства, кои ги издава полицијата. Тој рече дека поради корупција и криминал ќе ги губиме животите на нашите деца. Ова дискотека, објект, мене ако ме прашате Штала, функционирала така 15 години. Со криминал, со корупција, со потплатување, со мито, незаконски, без никакви услови. Никакви. Ви ги прочитав. Ништо не исполнувало од тоа што требало да исполнува. Осомничени се во моментот над 22-3 лица. Во овој момент. 11 се во притвор, за останатите по насока најавен обвинител ќе се постапува во текот на овој ден. И нема да застанеме тука. Тошковски рече дека пиротехничките средства ги донел бендот ДНК, член на бендот кој е меѓу жртвите. Според него, немало услови за организирање манифестации. Станува збор за Штала, која 15 години работела како дискотека, без соодветни лиценци, без зидни врати, без соодветна опрема за гасење пожар. Тој рече дека оваа трагедија го открива целиот корумпиран систем. Што и да чепнеме, каде и да копнеме, е труло. Не треба да ви ги кажувам сега сите оние акции кои што ги спроведовме во изминатиот период. Од улични криминални банди, преку највисоки функционери во делот на министри и така натаму, сите кривични постапки што ги отворив. Што и да чепнеме, е труло. Македонија нема систем. Корупција и криминал го уништија системот. Мораме радикални чекори да превземеме во насока на нормализирање на оваа држава, ако сакаме да ја. Тошковски најави дека во текот на денот по наредба на јавен обвинител ќе се изврши претрес во куќата и патничкото возило на сопственикот на дискотеката и во службените сметководствени објекти на одговорното лице, а инволвираните ќе бидат сослушани од повеќе институции, меѓу кои и МВР. При претресите извршени во домовите и канцелариите на две лица од Министерството за економија, нагласи министерот, запленета е техничка опрема, документација, оружје и муниција. Покрај поранешниот министер за економија Крешник Бектеши, 48 часа во полициска станица е задржана и тогашната секретарка во овој сектор Размена Чекиќ Дуровиќ. Во меѓувреме, меѓу другите апсени се и 4 члена на обезбедувањето на дискотеката и нивниот раководител, сопственикот на дискотеката, неговиот син и менаџерот на овој настан, кој заврши трагично, а животот изгоре за 59 млади луѓе.